Во регионот има доволно ученици за сите наставници, иако паралелките се намалуваат, отпуштања ќе нема. На ниво на регион годинава се формира околу 5 паралелки помалку. 2 паралелки помалку се формирани само во Кочанското училиште Раде Кратовче, но тоа не значи дека ќе се прогласува технолошки вишок кај образовниот кадар. Пак сите наставници се сместија по другите училишта, затоа што тие имаат решение на неопределено. На нивно задоволство, значи часови ќе има, иако не во тоа училиште, во другите училишта. Помалку првачиња има и во штипските училишта, но од општината тврдат дека се уште е рано да се калкулира со бројки. Се додека не заврши првиот и вториот уписен конкурс, не можеме да знаеме која ќе биде комплетната бројка на првачиња кои што ќе се запишат и во врска со тоа и во поглед на распоредот и на наставниците и на паралелките. Кога ќе заврши уписниот труд, некаде околу 30 август, веќе ќе имаме комплетна информација за целиот тек на понатамашната постапка и активностите на општината во врска со основното образование. Сепак паралелки за сите наставници се формирани, иако некои од нив се со помал број на ученици од законски предвиденото. Не само во централните училишта, туку и во подрачните училишта станува збор и за формирање паралелки со помал број ученици во комбинирани оделенија. Најкритично и годинава ќе биде за наставниците во текстилните струки. Таму во континуитет нема доволно ученици, но секоја година се формира барем една паралелка за да се одржи континуитетот на наставата. Како ќе биде годинава ќе се знае на крајот од уписниот рок во август. Во првиот рок во штипското текстилно се запишаа само 4 ученици.